квиз со Стефан Лазаров. Добро вечер, публико. Добро вечер, народе. Добро вечер на сите што се во публиката. Покажи ја публиката, ќе те замолам. Покажи ја публиката. Така е, драги гледачи. Ве благодарам што вечерва сте повторно со мен на вашето место. Карантинот продолжува, а јас сум секако со моите нови изуми тука. Денеска ќе снимаме еден нов серијал кој што ќе се вика Клуб квиз со Стефан Лазаров. Денешни гости се две доста контроверзни девојки кои што на јавноста и се доста популарни и познати по нормално Лазаров. Едната е Марта, другата е Марија. Еднава е сестра ми, другата е девојка ми. Прекрасно сум облечен вечерва, благодарам. Вечерва ќе да знаеме дали земјината топка е округла, зошто забите паѓаат, а не се дигаат и уште многу прашања. Одиме. Клуб квиз со Стефан Лазаров. Добро вечер, драги гледачи, се наоѓаме на каналот Лазаров. Марија Лазарова, ова е нејзиниот Инстаграм профил, фоловнете сите и мојата девојка Марта, која што веќе ви е добро позната. Како сте, дами? Одлично. Добро сме, одлично се чувствуваме во твојата емисија. Вие сте први гостинки на мојот нов серијал Клуб квиз. Дали сте доволно глупи за денешниот квиз? Се надевам. Почнуваме, драги гледачи. Прво прашање. Се надам дека ќе имате доволно доблест да го одговорите. Зошто чорапите ги носиме на нозе, а не на раце? Зашто на нозете ни е ладно. Да, цела топлина иде преку нозата. Инаку поентата, дечки, на ова видео е да се чувствувате доволно глупи како јас во моментов покрај. А твојот одговор што ќе беше? Заради тоа што ги криеме ноктите. Па ти Па ги не ги криеш. сечеме, не ги сечеме со месеци. Ти не ги сечеш. Па. Второ прашање, зошто во лето е топло, а не во зима? Зошто во лето е топла, а не во зима? Точно, да. Зашто има побава клима. Ваков одговор, драги гледачи, немам чуено, ова се случува само во Лазаров шоу, Клуб квиз, затоа што има подобра клима. Браво! Драги, да имам пари би и дал. Зошто земјината топка е округла? Марта. Така треба да биде. Зошто? Сите се округле. Така е. Пошто мислам Многу глуп прво- одговор. Така и такви одговори се бараат. Што ќе кажеш ти, сестро? Па изгледа кога се има акумулирано земја многу, за да има земја на земјината, земјина топка, се тркала низ земја и за да може да стане земјина топка се има направено како топка од земја. А кој е бутнал? За да се трка. Господ, Мојата теза е дека Господ бил фан на фудбал. држи вода. Четврто прашање. Зошто забите паѓаат, а не се качуваат? Природна е. Се паѓа надоле некако. Растат одгоре. Зашто имаат ранец што им тежи човек. Јадеш Марта? благо им се прави ранец, им тежи Зборам ја. ранецот. Што збориш? Па ти кажам се. Ти говори. Замолам за малку повеќе професионалност. Видите, ранецот го држат и паѓаат. А што ако ранецот не е тежок? А не може да не е тежок, им треба ствари се чуваат. А што чуваат? Марта? Од кај да знам што чуваат? Кариес. Да чуваат. Леле. Чуваат Чуваат биткоин. чуварки. Така е. Целта на ова видео е да бидеме што поглупави, да се сеќате поглупаво од нас тука што сме ние глупави. Пето прашање. Колку кокошки, Марта, се потребни за да се убие лав? Милион. Чекај малце, размисли стратешки. Кога Размисли. реално Колку кокошки се потребни за да се убие еден лав? Па многу. Така. Два начина има за да се убие. Кој се тие два? Или ќе ги јаде сите и ќе пукне и ќе умре. Добро. Ова е веќе паметно. Actually, Ова јас, ова драги гледачи. Или ќе... Ова е mindfuck, ова е... Повелете, вие што мислите за тоа, дали можат кокошки да го убијат лавот, односно колку кокошки се потребни за да лавот се не убие се лав? замара за Чекайте, кокошките значи, околу него, дали ќе го убијат. Се извинувам. Шесто прашање. Ако има апокалипса, подобро е да пробаш да преживееш сам или во заедница? Во заедница. Заедница? Има апокалипса, корона? Апокалипса значи крена светот. Па нема да преживееш.
Заедница, човек, овој хуј. Гледачи, се потензично станува, но се фокусираме на тоа да бидеме професионални и во моментите кога не сме. Така е. Седмо прашање. Ако ружите се црвени, зошто кокичето е бело? Затоа што го мама снег. Зашо расте во моето село. Гледачи, се извинам. Да, затоа што кокичето го мала снег. Фантастично. Зимно време и затоа е бело. Еве ја камерата. Мафли? Еве ја. Мамо! Еве ја. Мамо! Осмо. Дали пингвините имаат колена? Не замислив Ја. Дали пингвините имаат колена? Не, човек, нема такви коски као нашите, валја. А како пингвин пуши? Не пуши, нема кој да ја направи цигарета. Ете на кој сум метнат. Ја мислам дека мојата гостинка Марија Лазарова со ова заштужи. Овде под вејата има една клетка што ми остана жива. Добро. Немам друга Не се клетка во доближи- мозокот. Не се доближи толку грда си. Ајде ти, подалеку јас Ајбе, сум побав. доста ични су убав, макни се. Девето прашање. Што сака да каже жена со ока? Оди, кулирај. Што не е ока? Не рока. А пишете дека ока. Па треба да знаеш сам. Десето прашање. Дали можеш да кашлаш со отворени очи? Знаем дека ќе кашлаш со отворени очи. Може. Браво. Можеш дали да кашлаш? Да. Не може. Ќе немам батерија, ова меморија. Ајде, next. Ова беше лоша идеја. 11 прашање. Ако те удри амбулантна кола, среќа или несреќа? У Македонија несреќа дефинитивно. Не се реки во секој случај. Зошто несреќа? Па те удира. Може да умреш на лице и место. веројатно ќе те помине. Да, ќе се Добро, ако те удри било Добре, која да не кола, бидам имаш толку поголема нефас. веројатност да умреш. Ако те удри Така е, амбулантна така е. кола, може да стават у колата и да те носат у Значи болница. технички може да заклучиме Почекај, дека се работи за среќа. Што представува за вас среќа? За мене среќа представува да се чувствувам среќна и да не бидам нервозна. Кринч. 12-то прашање воедно и предпоследно за денешната емисија, исполнета со многу забава и пролетно Збиднување. битнување. Дали можеш да му ги видиш солзите на некој под вода? Не знам, да. Ако носи маска, да. Ако носи маска, да. Па маска за очи. Во вода, за подвода. На очари? На очари. За подвода. Како се вика, бе, сум Очила. забораила. И 13-то прашање. Сите маска. Зошто не знаеме да збориме кога се раѓаме? Зашто се гушиме од папочната врвца и таму тие течностите у матката, таму што ги има тие течностите таму. Знаеме само се дереме, не да збориме. Не сме стигнали до тој левел. Зошто? Не сме научиле. Може завињаме. Очи не сме отворили. Кај да знам. Дами и господо, тоа беше се за денеска. Се надам дека ви се допадна ова прва епизода од серијалот Глуп квиз со Стефан Лазаров. Ако се чувствувате доволно глупи вечер како што бевме јас и моите две побави половини до мене глупи, ставете лайк, ставете subscribe, а ние се гледаме повторно во ново видео. Чао! All I wanna do is just flex.